по нашите пропусти, по оно што требаше уште подобро да се организираме, а веруваме во тоа, дека ние, освен во полето на историја и култура, ние имаме и автори кои што пишуваат од нашите македонци во Албанија, пишуваат и во своите сфери на оно што се по струката. Имаме како професор, докторот Христо Пандовски. Од одредени причини, навистина, ако бевме подобро организирани, и за авторот Ристо Пандовски ќе имевме организирано вака стручно, што се вели, настап за неговото творештво. Меѓутоа, јас накратко ќе се задржам дека господинот Ристо Пандовски, Христо Пандовски, доктор Христо Пандовски е роден на 15. мај 1934 година. Првите основни сознања ги зеде во своето село Врбник во 1948 година. Продолжува средното училиште во Тирана, кога во периодот 50-53 година завршува средното медицинско училиште и во 53 година започнува медицинскиот факултет. Каде тука, навистина, господинот доктор Христо Пандовски е учесник веќе во групите кои што делуваат во посебните активности во ова сфера на животот. Во 1958 година ги завршува студиите и веднаш се именува како шеф во војната хирургна болница во Ѓирокастро. Тамо работи со прочуени доктори под своето поле, како доктор Александар Каливополи, доктор Васил Лабовити и доктор Васил Јорги. Самиот автор на овој мануел сака да ја наречи ова еден период кој што му служи како втор факултет во потикнувајќи на неговата професионална дејност. На 1968 година се префрлува во војната болница во Тирана и како хирург се одредува, навистина се одликува за својата дејност. Тој се разликува и се цени за својата труд и работа, за отворањето и придонесувањето во војната болница во Албанија, како и на отворањето на оперативните сали. После работи како хирург во амбулантни во ова војна болница се до 2004 година. Меѓутоа, делото на доктор Ристо Пандовски не завршува, или поточно речено, завршува на хартија дека оди во пензија, меѓутоа авторот веќе се уште и ден денес работи, твори во то поле на својата дејност и од овој мануел, што се разликува од другите, покрај што е употребен и многу потребен за во медицината, меѓутоа ово дело е многу потребно и за секој човек и за секое семејство. Значи, тоа е придонесо на нашите македонци кои што во своите полина на делување придонесуваат во општествениот живот во Албанија. Јас во име на сите и во име на редакцијата и на сите присутни му посакувам на доктор Христо Пандовски успех и долг живот и да ни подариш и да ни подаруваш и на вашите колеги и на сите нас подобри дела. Ви благодарам, господине доктор Христо Пандовски. Ми, уствари, како друштво Мир,
сме во работа на издавање една цела збирка која ја имаме насловено Голобордски фолклор, од која сега веќе се печатени 2 книги. Првата е книга на поговорки и пословици кои се собрани од регионот во Голобордо, а втората книга, каде сум јас автор заедно со Чичко Цветан Мазнику, е збирка на дове, клетве, приказки. Понатаму се работа на 2 книги со песни и една книга која сега веќе е готова за печат, споредби на поговорките кои се зборуваат на македонски и на албански. И така понатаму ќе продолжиме. Верувам дека овие дела ќе ги потикнат и другите македонци во Република Албанија да творат и да создаваат, како што кажа убаво господинот Митревски, во сите полиња на живеењето и творењето. Исто така изразувам благодарност за извонредната презентација на презентерите и да се собереме повторно за вакви убави работи. Пред само кратко време присуствувавме на презентација на две убави творби од авторката Вита и познатиот Чичко Цветан. Ние се радуваме што еве набрзо присуствуваме на уште една презентација и тоа на 4 дела, така да ви посакувам на сите овде да ова го пренесете тамо каде што живеете и да ги потикнете и другите, особено младите, да творат и да создаваат, бидејќи само ова што е направено не може никој да го избрише. Тоа е нашиот идентитет, тоа е нашиот јазик. Ви благодарам многу. Почитувани присутни, навистина, ово беше, што се вели, телото на денешниот собир. Мислам дека целта се постигна и ако по некој пропусти, како прво од незнаење и како второ од некои неможности за да дојме до поголема квалификација, поголемо и посолидно извршување на овие дела. Делото на авторите е навистина солидно, очекуваме, посакуваме успех. А за да другите посакуваме навистина сите творештва да бидат концентрирани, да бидат навистина организирани и сите да одиме да придонесуваме како прво во општеството кај што живееме во Албанија.